Добро утро и од мене. Ова е петочното издание на магазини и сигурен сум дека ќе биде интересно, бидејќи ќе се разликува од сите останати. Не само за тоа кој ни е гостин, односно за ексклузивата која што имаме, туку пред се и за тоа што ова интервју се одвива паралелно во две сосема различни временски зони. Сега кај нас е 10 часот, а таму е 1 на полноќ, така што ќе му се заблагодарам на мојот денешен гостин Боби Андонов, кој што е македонско-австралиски музичар, можам слободно да кажам, потекнува од Струмица и ако се сеќавате на она детенце кое што на детската Евровизија не представуваше со една прекрасна песна "Прати ми СМС". Токму тоа дете денеска е еден вистински музичар кој што навистина работи на исполнување на својот сон, а меѓу останатото се шушка дека е и меѓу фаворитите за да биде представник на Македонија за следната Евровизија. Што и како, што има вистина, што нема, ќе ни каже и самиот. Прво, добро утро. Можам добро утро да кажам, бидејќи иако еден на полноќ сепак е утро. Како си, Боби? Многу ви благодарам за поканата да бидам вашата емисија денес. И ти како си? Јас сум супер и среќен сум што денеска ќе имаме можност вака да комуницираме. Ова ни е единствениот начин, бидејќи ти, иако си македонско-австралиски музичар, сепак последниве 10 години си во Америка. Така што прво ќе те прашам дали си задоволен од тоа каде си сега, во однос на локација, во однос на сето она што ти се случува, и како накратко, сосема накратко, Боби од Македонија и Австралија стигнува во Америка. Да, значи јас сум веќе овде 10 години плюс 12 околу. И јас дојдов тука и ми потпиша една компанија што соработуваат со Селена Гомез, Майли Сайрус, и ми беше прва шанса да живеем овде и да сум во кругот со сите најголеми продуценти и текстописци и зошто да не. Ама да, сега во последните, да ти кажам искрено, во последните може 6 месеци се мисламе со жена ми и керка ми дали може за Европа да мрднеме, да живееме таму, и плюс се надевам, сакам и во Македонија да се живееме може 3 до 4 месеци од годината. Тоа ќе биде интересно. Многу ме интересира да спомена светски имиња типот на Селена Гомез, Майли Сайрус и нивните соработници кои што стана и твои соработници. Како Боби стигна до сите нив? Како се стигнува до овие продуценти? Кој те побара? Искомуницира ти некого? Како стапи во контакт? Јас пред тоа одов од Мелбурн до Лос Анџелес може 2 пати на годината, само за да пишам со разни луѓе што ме поканаа да дојдам. И баш еден од писателите, он текстописец беше, он беше директор на компанијата, а јас тоа не знаев. И после неколку недели му се свиеше многу гласот мој, како ми беше, како изгледував и тие работи, ми дава контракт за да потпишам и право за Лос Анџелес. Директно за Лос Анџелес. Воопшто не се двоумиш, нели? Не ти е проблем. Еве спомена, можеби ќе дојдеш и на некој месец во Македонија. Претпоставам дека си од тој тип на светски патник, светски уметник кој што без разлика на локацијата, секогаш е само добро посветен на музиката и контактите. Да, мислам, Лос Анџелес си е добро место за конекции тие работи, ама веќе гледам и со музиката можеш од каде може да живееш дека сакаш и истите, значи истото да оправиш, и Македонија сега пат ми е во срце и баш жена ми она е интересирана и она да види Македонија и керка ми еве 1 година, ама сака ми она да има дел од неа детенство таму да е. Така, ќе те прашам малку подоцна за сопругата и за керката, тоа ќе ни биде поприватниот разговор. Да, сега ме интересира
Имам информација дека имаше една специјална виза добиено за твоето гостување, односно живот во Америка. Дали е тоа точно? И ако е точно, тогаш каква привилегирана виза има добиено Боби? Да, значи таа виза се вика O1 и визата е за они го викаат, значи тен талентиран човек, тоа може да си танчер, глумец, пејач и треба доказ да покажеш, значи каде имате пишено, на кој јавности ти работи и со адвокат цела, значи кога проект е на начин и тоа треба да го даваш до владата во Америка и они да или не, ќе ти кажат. И, да, и баш јас, значи, ми даде шанса да мрднам овде и визата го добиев јас. Интересно што ти нели имаш подпишано и за Hollywood Records, за подоцна да се тргнеш на страна и да функционираш како нели поединечно и настрана од оваа голема продукција. Меѓутоа, кои се условите за да се подпише за една таква сериозна продукција, со оглед на тоа дека знаеме кои се светски звезди имаат подпишано или па имале соработка со нив? Тешко ли е да се стигне до таму? Мислам сега е полесно. Индустријата, мислам, пред 10 години целосно беше многу потешко и не ги имаше платформите што сега ги имаме. Ама гледај, на крај на дено тешко е, треба многу да работиш. Јас во студиото сум од 9 на сабајле до 3 на сабајле и значи секој ден од понеделник до недела само тоа го работам и психички те уморува, ама тоа си е работата. Ако сакаш да стигнеш до тој степен, тоа треба да го правиш. Ама секој може, ако веруваш во себе, ќе стигнеш. Така, ќе се навратиме малку и на твоите почетоци, ама во меѓувреме ме интересира, живееш во Холивуд, нели? Дали е како на филм да се живее таму? Како е реалноста? Еве, сега ти си таму секој ден, но ние гледаме само на филмови. Да. Гледај, Холивуд како дел не е што е на филмовите. Може беше едно време, ама многу луѓе има во Лос Анџелес. Има, да ти кажам, има делови што исто како филмовите, значи тие населби што имат огромни куки, Beverly Hills Hotel и живеето ни е најпознатите, нели? Да. Баш бе во студиото дека Мерлин Монро живееше многу години и студиото е во собата дека она спиеше, значи многу го направи како креативна куќа. Ама јас живеам може 15 минути од Холивуд, за малце помирно овде. Ама да, има делови што е исто како филмовите, ама другше е исто малце. Поразлично. Што е поразлично? Мислам секој денешниот живот овде е поразлично, значи многу е возбудливо место и да ти кажам, секоја населба кога многу различна атмосфера е. Каде јас сум е помирно, повеќе фамилиарни луѓе, многу има студио овде, ама Холивуд се сите клубови, барови и убаво е, ама многу е сите населби се многу различни, да. Си сретнал ли некои од тие звезди? Си ги видел ли? Да, многу пати. Не сте пиле некој кафе? Баш Јован Јованов, ние сме блиски другари, он и брат му дојде пред 6 години и бевме на вечера заедно и баш на тоа вечера Ким Кардашијан
и Kylie Jenner сите беа таму и тоа е нормално да ти кажам во тие места, ама има многу баш еве позорував за дома и гледаш до доматите еден друг глумец и баш во овие населби сите се овде. Интересно. Дали е привилегија да се живее таму? Дали наменски, намерно ти се пресели во тој дел поради работата и контактите или некако случајно испадна да бидеш во овој дел? Не, тоа беше овде мрднав, овде се музичарите, овде се продуцентите. Ако сакаш да стигнеш евде на поголема кариера на музиката, многу е потешко што има многу компетиција. Значи има илјади артисти секој ден што истото го прават. Ама да ти кажам од почетко јас се населив евде сега дека сум и сите се овде. Сите тоа не го знаев, ама тоа само така се случи. И имам и сретнано неколку македонци овде во оваа населба исто што е убаво. Сите се дружиме. Ама да, многу голема компетиција, многу тешко, ама пак многу сум благослов што сум овде. Да. Така, веројатно е привилегија според тоа што го кажуваш, нели? Да, обвезно. Така. Морам да те прашам нешто што е многу важна тема, периодот во Македонија и тоа како наголемо се шпекулира и се зборува и така натаму. Се спомнуваат повеќе музички имиња, сите ние знаеме дека Македонија се враќа повторно на евровизиската сцена после одредена пауза. Да. Меѓу останатите фаворити, Боби Андонов е исто така на листата. Може ли вака од прва рака да знаеме, се спрема ли нешто, се крчка ли нешто за Боби Андонов да биде македонски представник на идната, односно на Евровизијата следната година? Да, па гледај, прво од длабоко срце сакам да им се заблагодарам на сите што ја покажа својата поддршка, да кажам многу ми значи и многу сум благодарен. Јас сум ептен мотивиран да давам се од мене. Би била најголема чест на вистина целата моја кариера ја должам на Македонија. И почнав јас од детската Евровизија, беше тоа еден од најголемите моменти во мојот живот и оште е. И да кажам колку убаво би било сега како возрасен да се вратам и тоа би било најголем благослови и да се спремувам сега со писатели овде и мојот тим, креативен тим во Македонија за да спремам песна за Евровизија. Никогаш не сум бил толку мотивиран во мојата кариера и мислам ова е голема шанса да ја покажам нашата култура, нашата музика и да се представувам нашата земја во најубаво свето што можам. И да, планирам 100%. Планираш да учествуваш или малку посериозни се од старт муабетите? Искомунициравте ли со дел од македонската делегација? Не, за сега не знам. Да, за сега гледај јас на приветен начин се спремувам. За сега не знам што се концептите или формат за како тоа ќе се избера. Јас иначе на страна, јас самиот се спремувам за што било да е. Ако ми се даде можноста би дал се што имам да ја направам Македонија најмногу горд што можам, најмногу горда. Ама тоа си е, за сега тие се приветни работи што јас ги спремувам, ама сум спремен најмногу што имам бидено во мојата кариера. Ако бидеш избран или ако учествуваш,
Имаш ли песна спремна за Евровизија? Ама Имам искрено. неколку. Да, имам јас неколку што во последните 2 месеци имам напишано. Ама да ти кажам, ќе напишам уште 30-40 песни. Треба да е песна прекрасна, значи нешто што нема се слушано, знаеш. Ама имам неколку сега, ама треба повеќе. Така добро котираш на социјалните мрежи, барем онамо каде што се споделувани нели предлозите или желбите за тоа кој би требало да ја представува Македонија, а меѓу другото имам информација дека се познаваш и лично со годинешната представничка на Австралија. Она девојка која што навистина направи бум на самата сцена. Супер, да. Да, каква релација имаш со неја, од каде се познавате, сподели ли дел од тоа како си поминала на Евровизија, што може би те чекало тебе ако си тамо? Да, значи она од кога бев 18 години многу ме сопротираше, ко живеев во мрдна во Лос Анџелес, тоа беше 2018-17 година. Баш јас ја пишав на неа албумот. Она живееше овде во тој момент и бевме со друг продуцент 2 недели со неа во студио за на неа албумот и од тогаш сме многу добри другари. Значи ти онака баш и лично се знаеш и веќе лично имаш соработувано со оваа звезда. Да, не сме блиски многу и баш на неа креативниот тим исто сме многу блиски заедно и честитки за неа. Да, она мислам сега е во Европа, дали е на турнеја или се спремува за тоа. И тоа е можност што мислам и јас можам да направам. И да, она ептен прекрасно испеа до фустанот, до на сцената се беше супер топ. Би имал ли помош од австралиската публика, од Австралија, ако нели треба да ја представуваш Македонија, бидејќи нели сите знаеме дека сите тие поединечни работи се многу важни за тоа како ќе биде настапот на евровизиската сцена. Да, не, јас сум австралската публика многу ќе сопротираат. Мислам, веќе гледам на социјалните мрежи една од, мислам, најголемите платформи Aussie Vision, веќе поддршка ставија оти, значи ако Македонија представувам, они ќе сапортираат. Мислам да стварно ќе сапортираат многу ако еве учествувам на Евровизија за Македонија. Така, добро е, стискаме палци да видиме што и како ќе се случува. Во меѓувреме да те навратам малку на почетоците. Знам дека Македонија ти е во срцето. Ти 3-4 години, ако не се лажам, имаше можност да живееш и тука. Во оние тинеџерски години, на што прво ти текнува на памет кога ќе се спомене "Прати ми СМС". Она многу добра детска евровизиска песна со која што освои одлично место и до тој период го освои фактички највисокото место на јуниорскиот Евросонг за Македонија. Да, па тој момент ден денеска ми е како филм во главата и баш керка ми ќе пуштам песната и она кој ја да гледам евака си игра. А те препознава ли, знаете ли дека ова е тато кога беше дете? Не, многу е збуната. Она така гледа во камерата, гледа кој е сега ово и може, она маца личе на мене, може самата мисла нешто тука сумне нешто, ама да, тој момент во кој бев на детска Евровизија, да ти кажам, еве, не можам да ти кажам колку сум благодарен на сите што тоа го направи за случај. Благодарен сум до Бован Јосифовски од Златно Славејче, што, да ти кажам, беше првиот човек во Македонија да ме сопортира, да ме стави на сцената на Златно Славејче. Евде ден денеска оште сме блиски. Исто Јован Јованов,
да верува од мене, да ми ја направи таа убава песна. И од детинството тие моменти ми се најмногу ошто ми се враќаат во глава, и ден денеска еден од најубавите моменти во мој живот. Така, што ти фали од Македонија? Бидејќи имаше можности неколку години да бидеш тука, а понатаму многу години си Австралија и Америка, ако нешто ти фали, што е тоа што прво ти текнува од тука? Како се осеќам кога сум таму, оште можам тоа да го осетам. Значи, се сеќавам од дете, првиот пат кога бев таму, знаев оти ова ми е дома. Значи, крвта ми доаѓа од овде. И не беше кога дете на одмор, ама да стварно осетив некоја топлина. И мислам тоа до ден денеска, јас живеам во Лос Анџелес, ама ова не е дома. Во Австралија, окей, се осеќам како дома, оти мајка ми и татко ми се таму и брат ми, ама пак не е исто. Пак нешто фали, и затоа мислам, имав моменти што можев да одам за Македонија, ама животот исто си оде и сум дете, сум женати и добиав шанса да одам до Америка и животот си помина, ама сега сум во на животот што можам да се вратам на подлак начин и мислам посам возрасен исто, и мислам Ајде, можеби за пензија ќе си дојдеш назад. Зошто да не? Зошто да не? Кога ги спомена сопругата и ќерката, сопругата од каде е, како се запознавта? Она е од Америка, она е родена овде. Таа американка? Она е американка, ама мајка и татко и потекло се од Португалија. Интересно. И затоа мислиме да живееме може пола таму, пола Македонија. И на неја е многу интересно. Јас дури ги досадувам, гледај Македонија на телефонот и ваши подкасти што ги слушам, твојата емисија ги гледам и веќе гледам малци и може и да збора. Значи, неколку зборови, Злато, сакаш ли кафе? Значи, тие ја научи најважното. Ја научи, да. И зашто да не? Значи, нешто различно за неизе, и уво, пак, да кажам, керка ми тамо да го осети тоа што јас го осетив. Така, сте биле до сега заедно во Македонија или се уште тие не биле? Уште не. Да ти кажам, на мене ми е мерак и свадбата тамо да се ја направиме. А не правевте до сега свадба? Не, оште не. Многу брзо ми е животот сега, она мене ме чека за дата. Оти правам песни, сплотови, си да ти работи и сега ќе видиме, дај Боже, за Евровизија и тоа да се случи, пак и треба да го за друга дата да најдеме. Така, ти помага ли киркичката во твојата работа? Како реагира на сето на што го прави, со оглед на тоа дека е многу мала, и како Боби Андонов се снаоѓа во улогата на татко? Кажа на почетокот од интервјуто дека си буквално од 9 сабајле до 1-2 на полник во студио. Дали трпи приватниот живот? Глеј, некој во последните моменти поќе сум во студиото, затоа спремувам песни или албум за Евровизија, исто сега и македонски албум спремувам. Ама да кажам, она е нормалните денови ми се за керка ми и жена ми, значи пробувам најмногу од 7 на слабајле до 3 до порачокта да се враќам. Оти животот е многу краток и сакам со керка ми да сум. Јас сум многу фамилиарен човек. И она веќе
песни слушува и она пробува да пее со мене. Тоа значи дека е музикална, ќе го наследи тато? Многу, не знам, јас не бев на толку години, и жена ми и она може да пее малце, ама нешто има во неј за што гледам, нешто има, нешто што јас го немав тоа. Го има X факторот, да? Има. Изгледа и она ќе е златно славиче, баш на Боба Њосиловски треба да му кажам да спрема песна и за нејзе. Ама да, она ужива во песни, гитара и свирам пијано, и јас пеам во куќата и она само лаза и пее по мене. И она денува со музика и креативни луѓе. Жена ми она е креативна директор за брендови, за манекенстви, фотосесии, и животот на малата е креативна. Така, значи или со музика, или како и да е со јавна професија, така што веројатно и се тоа би го наследила. Боби, некаде при крајот, да те потсетам на прати ми SMS, би запеал малку од референот, се сеќаваш ли? Се сеќавам, ама сега звучи многу подлобоко. Ајде, еден мал предизвик. Леле. Прати ми SMS, штом ќе се разбута, да бидам сигурен дека ме мислиш да знам. Добро е. После колку години ова? Многу години. Леле, не може да се сеќавам последниот пат што го исправав. Може, многу години. Така, јас морам да те пофалам и за македонскиот јазик. Навистина звучи многу симпатично, многу добро со оглед на тоа дека ти си скоро целиот живот надвор од Македонија, но со мајката и татко ти практикувате по дома, предпоставувам барем? Да, ние се избориме стално на македонски, и да ти кажам, од ептен цел живот се трудам да се заборам македонскиот речник, ама тешко е. Знаеш, секој ден сум со англиски, сега и на керка ми само со македонски зборам, оти сакам и да знае. Имам и книги за неј, за читаме секој ден. Ама фала ти многу. Мислам, убаво што збориме, и по-добро, ова е пракса за мене. Се вежбаш, така е. Да вежбам, ама и по-добро ќе зборам. Дај ми уште месеци колку да сум живеел таму. Одлично. Боби, ти благодарам многу за денешното гостување. Верувам дека ова ексклузива им беше интересна на гледачите. Ке очекуваме да видиме што ќе се случи околу изборот на Евровизија, ама како и да ја знам дека ти спремаш македонска песна, така што наскоро ќе направиме една официјална промоција, да се слушаме и да се гледаме за убави работи. Да, фала ти многу, Валентин, за поканата, и ајде, може ќе доаѓам, мислам, септември или октомври, и треба да се видиме во живо за интервју. Обавезно. Договорени сме за тоа уште од сега. Има и добра ноќ, бидејќи веќе доцна кај вас, а за самиот крај на денешното издание ќе слушнеме една одлична песна на Боби. Имајте убав викенд и не заборавајте, останете на Сител, а магазин продолжува во понеделникот 10 час. Чао.